Спомнавте еден збор кој што особено сметам дека не му беше соодветно во оваа дебата, тоа е политички памфлет. Еве, ја имам две поенти во мојава реплика. Прво, ако се малку пари, кои што сметате, еве јас вака предлагам. Дадете вие предлог за комисиски амандман. Еве, вие сте експерт во областа, вие знаете колку пари треба, бујрум, кажете тука, јас ве уверувам дека еве ние како пратеници од опозицијата ќе го поддржиме. Еве, може ние не знаеме, затоа што не сме електроинженери, не сме инженери за изградба на такви рудници. Еве, бујрум, излезете вие, дојдете тука, јас ќе ви ја кажам ставката, служба за општи заеднички работи, влада на Република Македонија, непродуктивни трошоци тоталка, кажете ни тука колку треба пари да се издвојат за да можеме тој рудник да го отвориме, за да не плаќаме поскап јаглен од соседните држави. Еве, ние ако не знаеме, вие ако знаете, дојдете тука, кажете ја сумата, предлагам комисиски амандман, ви доизменете, јас сметам дека ќе го прифатиме сите заедно. Тоа е едно. Второ, политички памфлет. Знаете ли, колега, што е политички памфлет? На 1 мај вашата влада ги собра синдикалците од ССМ влада и им вети дека ќе има усогласување на платите. Пред 7000 работници. Денеска во овој момент дека ние седиме тука, синдикалците се пред собранието. Има 120 столчиња. Памфлет е да излезете, да ги излажете брутално пред камери, пред 7000 работници кои што во моментот штрајкуваат и тоа да не им го исполните ветувањето во ребалансот и покрај тоа што така сте им кажале, да ве снема како влада, да ги лажете луѓето и кога ќе дојде тука амандманот да навредувате 138.000 работници. Еве ќе ви кажам уште една работа. Знаете ли зошто комисијата доснеше 30 минути? Затоа што јас и моите колеги излеговме пред собрание да се видиме со синдикалците. Затоа што само јас и моите колеги кои што седиме тука и неколкумина кои што не се тука, имавме храброст да излеземе надвор и да се соочиме со синдикалците. А ние не сме им ветували, не сме ги собирале по владата, ние не сме им кажувале без секираци на 1 мај ќе добиете усогласување во ребалансот, за да потоа после тоа им велиме не адресата Министерство за финансии, не важи ова што сме ви го кажали, да се криеме и вчера 5 за 12 да ги повикуваме или да им идеме во нивното седиште и да ги убедуваме да не штрикуваат. Тоа е политички памфлет, колега. Тоа е политички памфлет. А ако сакаме да зборуваме зашто не е или зашто е политички памфлет, не ни ја можноста, столчињата уште се пред собрание, 120 на број, ние се соочивме со синдикалците и со медиумите, синдикалците и медиумите ни ги кажаа нивните барања и ние го соопштивме нашиот став. И за да не бидеме обвинувани ние, а најмалку ми е интересот да ги инволвирам синдикатите, само ќе кажам една работа. Синдикатот, ССМ во моментов, или КСС, или било кој друг, испраќа писмени известувања до сите пратенички групи, до председателот на собранието и во случајов до сите членови и заменици на Комисијата за финансирање и буџет. Ние сме одлучиле да се огласиме на тој повик. Кој не одлучил? Тогаш граѓаните ќе ценат. Само ве молам кога разговараме, ќе го искористам ова како пратеник, не како председател на комисија, да имаме соодветен аршин од почетокот до крајот на дискусијата. Да не ги користиме дискусиите за одреден политички бенефит или поентирање, за да веднаш после тоа на наредниот говорник ги менуваме ставовите. Ви благодарам.